Ребалансот на буџетот ќе успори 3 клучни проекти за источниот регион. Ова значи дека изградбата на клиничката болница сега ќе оди уште поспоро. Истото се однесува и за адаптациите и градбата на филтер станиците за вода од Злетовица, како и за гасификацијата. Буџетите за овие 3 капитални проекти се сведени на минимум. Изградбата на новиот болнички објект во Штип одамна се одвива со многу проблеми и стопирања. И покрај ова, изведувачот Интракат и Министерството за здравство имаат подпишано анекс на договорот за исплата на 7 милиони евра за изградба на болницата. Сепак, новиот буџетски ребаланс за оваа година за изградба на клиничкиот центар во Скопје и клиничката болница во Штип е сведен на само 2,8 милиони евра. Ребалансот е правен согласно динамиката на работа на болниците. Станува збор за средства од посебни ставки на Министерството и изградбата на објектите во никој случај не е доведена во прашање. Информираат од Министерството за здравство. Најголемо кратење во однос на проектите важни за истокот има кај хидросистемот Злетовица. Првичниот буџет за изградба на филтер станици беше проектиран на 5 милиони евра, додека сега истиот се сведува на 2,9 милиони. Ја доведува ли тоа во прашање изградбата, односно адаптацијата на филтер станиците во Карбинци и Штип? Моите сознанија се дека ребалансот во буџетот на Република Северна Македонија е направен врз основа на анализите колку пари ќе бидат потребни за нормално изведување на градежните работи во 2020 година. Така да, според мене, не постои бојазност дека двата проекти за филтер станиците во Штип и во Карбинци ќе бидат стопирани, напротив, тие се работат тековно и исплатите по времени ситуации се оди нормално. Иако е многу неопходна со оглед на моменталната ситуација, можеби најбезволно за граѓаните и компаниите ќе биде кратењето на парите за мегапроектот гасификација. Овде буџетот е намален на ниво од 9,5 милиони евра. Од друга страна, зголемување има кај парите за изградба на водовод и канализација во општините, а парите наменети за изградба на социјални станови остануваат непроменети во однос на сегашниот буџет.